civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Храбро е во денешно време да се каже дека зборуваме за човекови права и за женски права. Се уште за жал не се апроксимирани како еднакви и тоа се издвојува и од медиумите и од генералното општество. Јас сум, како што кажа, Весна Поповска, деканка на правниот факултет при Меѓународниот универзитет Визион во Гостивар, која е единствената институција високообразовна на немнозинските заедници согласно Законот за високо образование. Кај нас наставата се одвива на македонски, англиски и турски јазик, на што сме особено горди, а точно јас сум првата жена која одбрани својата докторска дисертација на Војната академија во Скопје на област која генерално е третирана можеби како машка, но јас верувам дека безбедност исто како еднината е именка од женски род. Мојот фокус е балансот меѓу слободата и безбедноста во различни аспекти, конкретно докторатот го работев во делот на заштита на критичната инфраструктура, тема која исто така кај нас е табу или е нова или допрва ќе се развива. Би сакала своето излагање кратко да го почнам со фактот дека на 10 декември 1948 година е усвоена Универзалната декларација за правата на човекот и тоа е поводот заради кој ние денес сите се собираме, која започнува во преамбулата со исказот дека признавањето на вроденото достоинство и еднаквите и неоттугиви права на сите членови на човековото семејство е темел на слободата, правдата и мирот во светот. Во тој контекст кратко би дала, јас немам посебно излагање, би дала една кратка рефлексија кон она што го кажа пријателките, колешките или соборките, би сакала така да ги наречам, затоа што да, за жал, еден од најсериозните проблеми на постигнувањето на родова еднаквост и давањето сила на женската димензија е недостигот на женска солидарност. Како е разбирана родовата еднаквост? Родовата еднаквост не е само бројка. Пред некој ден и јас бев исто така во една локална заедница на обука која се организираше и генерално кога ќе ги прашаш како е, дали е родова сензитивна нивната институција или каква е состојбата со родовиот, јас викаат па да, добри сме ние, не сме 50-50, ама тука сме некаде. Треба да почнеме од како веќе постигнавме некој ефект за разбирањето на квантитативната застапеност и за квалитативната застапеност, односно за учеството на жени на одлучувачки позиции, но и за родов меинстриминг или джендер меинстриминг или вклучување на родовите аспекти во сите главни текови и процеси. За жал, генерално е проблем во државните институции да се постават јавни политики да се или услуги или facilities, односно простори или можности кои се родово сензитивни или прилагодени на потребите и на мажите и на жените подеднакво. И верувам дека тоа ќе ни биде следната битка за следната декада. Зборувајќи за семејното насилство, она што можам да го кажам како правник, дека јас генерално сум пред се правник, е дека ни недостига институционална одговорност на повисоки нивоа. Ние имаме помалку или повеќе соодветна правна рамка и правото е хармонизирано со АКИ комунитерот или со она што е стандард во Европската унија како правна рамка. Меѓутоа, ние генерално како општество имаме проблем со превземањето одговорност. И кога доцни, кога нема ефективна кривична правда за мегаломански случаи, кои што беа случаите кои ги водеше СЈО, не можеме да очекуваме од индивидуи дека ќе имаат доверба во институциите или дека ќе се охрабри некоја жртва на семејно насилство, особено во помалите места каде што сите се знаат и каде што генерално мажот е предоминантно интегриран во општеството, ги знае шефовите, пријателите, ги знае институциите. Очекуваме дека некоја жртва ќе се најде во ситуација да постапи и да верува дека ќе биде заштитена од институциите. Како посебна категорија на жените во земјата кои заслужуваат внимание, би ги издвоила жените од помалите заедници. Сега се актуелни преговорите за нова влада и министрите се пребројуваат по сите основи, особено по националност и етникум, но за жал не се најде лидер или не се најде политичар кој беше доволно храбар да загарантира рамноправно учество на жените во својот дел од колачот, условно кажано. Или во сите оние институции што ги добиле како листа, што е многу, според мене, како да кажам, на институциите треба да ги водат најдобрите луѓе, не треба да ги делиме како колачи. Но и во тој контекст не се најде некој што ќе загарантира или ќе сврли женски имиња во приказката. За жал не чув ниту едно име на министер, заменик министер на позиција која е одлучувачка, која е ресорна, од турчин или турчинка или бошњак или бошњакиња, иако на пример овие заедници имаат по неколку политички партии, имаат сериозен принос во политичкиот живот. Треба да запомниме дека национализмот носи сензационализам и генерално не носи ништо добро. Демократијата подразбира одговорност и развој на граѓански концепт кој е базиран на либерални вредности, не на национализам.
А политичкото учество на жените е исто така сериозен проблем и допрва треба да се избориме, не само за квотите, туку и за начинот на кој тие квоти се потполнуваат. Квотите многу често се злоупотребени, па неизбрани функции за жал некогаш гледаме естрадни политички решенија. Балансерот кој определува националноста на следното вработување и исфрла определен број на позиции. За помалите заедници ќе исфрли една или ниедна позиција. Сега колку од нив ќе бидат жени, проценете сами. Руралните жени се посебна категорија, се соочуваат со низа предизвици за кои професорката Кенинг посочи дел. Верувам дека и тука треба да има една сериозна акција. Иако и тука законската рамка е во ред, значи наследувањето не ги двои децата на машко и женско. Меѓутоа, општествените структури, општествените очекувања и тоа како го прават притисокот на жената. Стереотипите кои сакаме свесно или несвесно да ги провлечеме како менталитет или локална култура се генерално страшни и влијанието на медиумите, особено на социјалните медиуми, генерално не помага. За жал, особено сега TikTok актуелен помеѓу младите, средношколците, студентите, и таму многу често како инфлуенсери ќе видите 90% ќе бидат машки ликови кои функционираат или преку определен лајфстайл или нешто што самите го сметаат како такво, дека е исправно, дека е добро, за вкусови не се дискутира, но ние 10% жени што ќе ги видите се жени кои пробуваат или да направат некоја лична трансформација која изгледат како најбитен, или се посветени на тоа да бидат интересни или да дадат некаков сексуален контекст за да се докажат како личност. Еве, баш во контекст на тој разговор, вчера или завчера излезе веста за јутјуберка од Србија која се самоубила заради притисокот на јавноста. И тоа е исто проблем не само за жените, туку за младите генерално на кои треба да им се посветиме. Мене ми се омилени изговорите за менталитетот, кој на крајот од денот го создаваме самите како индивидуи, бидејќи општеството е збир од индивидуи. Па многу е важно која енергија ќе биде предоминантна. За жал, например, ние се соочуваме со една небулозна ситуација каде што цела револуција ќе покренеа луѓе кои името на државата не го даваат, ама не може да замислат женем да си го задржи презимето кога ќе се омажи. Како заклучок, според мене, клучниот проблем за родовиот јаз во сите сфери е немањето на искрена политичка волја. Декларативно сите се за родове еднакво, сите се спремни да се сликаат во кампања, дури да дадат и високи квоти за женско учество, но не и да им дадат шанса и реално одлучувачка моќ на жени кои тоа го заслужуваат вистински и кои се вистински квалификувани за позиции, за тие позиции. Не се спремни ниту да отстапат простор, ниту пак да го создадат просторот за еднакво учество. И во тој контекст ќе се повикам на праксата на Мустафа Кемал Ататурк, кој е роден во Битола, ја создаде современа Турција, кој вели дека не може да очекуваме во едно општество половина од луѓето, сега парафразирам, да бидат врзани со пранги за земјата, на половина да им дадеме крилја за да одат во небото. Тоа не може да има, тоа не може да општество кое би било одржливо и среќно. Тој исто така вели дека се убаво што е направено на овој свет е креативно дело на жената. И со тоа би завршила. Се надевам дека неговото духовно и културно наследство и разумот кој ги остави како наследство на овој свет ќе бидат апроксимирани и од современите политичари и донесувачи на одлуки. Оно што го очекувам на повисоко ниво или на повисока инстанца е ефективна кривична правда и го процесуирање на делата кои атакуваат жени, на сите генерално, на сите кривични дела, за да имаме поголема добро во институциите, но пред се на оние во кои жената е жртва. Затоа апелирам и до министерот за внатрешни работи, до министерот за правда да ги засукаат ракавите и да ги гледаме почесто на пресконференции и нив и органите и службите во состав на министерствата, како и независните правосудни органи. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.